Четврток, 29 февруари, престапна година, последниот ден од вториот месец во годината, а за неполни 5-6 денови, некаде до 6 март среда, ќе се одиграат двата надпревара од вториот круг на првата македонска фудбалска лига. Зошто ја отварам оваа тема и што е тука нешто интересно и важно за македонските љубители на фудбалот? Во редовното коло сабота и недела, 21-то коло и 22-то коло кој е вонредно на програмата на 6 март во среда, се затвара тој втор круг, односно 12 прволигаши го добиваат својот пласман на табелата, а токму врз база на тој пласман, на редоследот на таа табелата, се одредуваат и двојките од третиот круг, каде што секоја прволигашка екипа ќе одигра по еден надпревар со секого. Односно имаме уште 11 кола, меѓутоа многу важно и многу интересно е кој ќе биде домаќин, а кој ќе гостува, односно хипотетички послабо пласираните ќе бидат домаќини на оние кои се подобро пласирани во горниот дел на табелата. Имајќи го во предвид она што продукција Скок го најави, таа тепачка за првата лига, за гол прволигашки живот, навистина не е се исто, например, на кое место ќе заврши Шкендија, односно дали Шкупи ќе биде прв, втор или трет, евентуално после овие две кола, или дали Македонија Ѓорче Петров ќе успее да избега од дното со евентуална победа против Воска Спорт веќе во викендов, сабота, недела, или пак ќе остане закована на последното или предпоследното место. Тука во овие комбинаторики секако се Штипска Брегалница, Скопски Вардар, Работнички, Брера, Тиквеш, да не ги редиме сите, Гостивар во секој случај. Значи, не е баш сеедно, не е ирелевантно дали ќе го завршиш 22-то коло, да речеме, како трето пласиран, пето пласиран или последно пласиран. Во таа насока, во таа борба, многу е важно да се избегнат што повеќе последните места на табелата, за да евентуално си има некаква предност во борбата за прволигашки живот. Но, она што е интересно, во оваа констатација или конотација наша анализа низ параметрот на овие бројки и наши видувања, секако и полуфиналето на Купот на Македонија, а за тоа малку повеќе во наредните неколку минути. Во полуфиналето на Купот на Македонија познати се екипите кои ќе се борат за трофејот, а тоа се Воска Спорт, Македонија Ѓорче Петров, Тиквеш и Шкупи. Така на прв изглед, на прв поглед, според моменталниот пласман или фудбалскиот квалитет со кој располагаат екипите, можеби екипата на Шкупи е благ фаворит и некако од прва се чини дека ќе играат во финалето, да не речам дека имаат и повеќе шанси да го освојат купот. Но, куп надпреварувањето од секогаш, од памтивек, не само на овие балкански простори, да не речам во некогашна Југославија, па и во самостојна фудбалска Македонија, бил преполн со изненадувања. Мал милион, условно кажано, мале екипи ги победувале големите, играле во полуфинале, финале, а и го освојувале пекарот. Од тој аспект, наши видувања е дека овие 4 екипи влегуваат со подеднакви шанси во борбата, да кажам, за трофеот за тој Куп на Македонија, а во меѓувреме добивме две сигурно проверени информации кои сега ќе ги експлоатираме и кои мислам дека се интересни за оние кои го следат и Купот и првенството. Иако ми се чини дека официјално се уште не е објавено, со сигурност продукција Скок тврди дека финалето на Купот на Македонија ќе се игра по завршувањето на првенството, односно после 19 мај, кога во календарот е предвидено 33-то коло од првата македонска фудбалска лига. Полуфиналните надпревари се некаде во април, отприлика за месец и пол. И релевантно точните датуми ќе се одиграт полуфиналето во април и веќе ќе се знае финалето. Но, она што е интересно, она што побудува интерес е дека победникот во купот автоматски обезбедува квалификации во Лига на конференции,
односно автоматски обезбедува излез во Европа, а самите знаеме дека тоа носи финансиски бенефит, носи добра сума на пари за наши услови, носи можност да се заработи, да се продаде некој играч, да се афирмира клубот, составот, секако и македонскиот фудбал. Во таа конотација, во тој контекст, сигурно дека ниједна од овие 4 екипи нема така лесно да се откаже, но математиката, оваа фудбалска математика е интересна од аспект дали, например, може да се случи хипотетички, не дека нешто навиваме или посакуваме, Шкупи да биде шампион на државата, а има реални шанси, таа борба тече, и да го освои купот на Македонија. Таа варијанта, тогаш трето пласираната екипа, а трето пласирана екипа ќе биде или Струга, Тримлум или Шкендија, токолку нели Шкупи е прв, обезбедува исто така пласман во Лига на конференции, односно ќе учествува во квалификациите. Тоа е подобрата варијанта за овие три челни екипи, сега се задржуваме на нив, која им обезбедува на сите три екипи надпревар во нормално на шампионот во квалификациите на Лигата на шампионите, а второ пласираниот автоматски во квалификациите на Лига на конференц, а рековме трето пласираниот доколку шампионот го освои и купот, ќе игра во квалификации на Лига конференц. Она што не е поволно за првите три првопласирани екипи, за Шкупи, Шкендија, Тетово и Струга, Тримлум, е тоа што во случај купот да го освои едно од другите три екипи, односно да го освои Воскаспорт, Тиквеш или Македонија Ѓорче Петров, тогаш автоматски победникот од овие три екипи игра во квалификациите на Лига на конференции, а една од трите фаворитски, условно кажано, екипи кои доминираат на првите три места на табелата ќе испадне од комбинација за настап на европската сцена, а тоа ќе биде трето пласираниот, дали Шкендија, Струга или Шкупи ќе покаже разврската во последните две кола од вториот круг, односно 11 кола од третиот круг. Интересно во секој случај и не случајно многу пати сме ја гледале оваа фудбалска математика и во минатото, кога се тактизира со финалето на купот, кога победникот на купот автоматски обезбедува пласман во европските купови под капата на УЕФА, конкретно во Лигата на конфедерациите, и секако калкулациите тука се можни, ги кажавме и поволните и неповолните варијанти во оваа насока. Во секој случај, весела фудбалска математика, продукција Скок, чекор пред другите, кога е во прашање финишот и купот на Македонија, зборуваме за македонскиот фудбал, нели?